Јана Иванова и Филип Циглењак Симоновски се две деца со аутистичен спектар на возраст од 10 и 12 години, чии цртежи и слики не се уметнички израз, туку начин на комуникација со светот. Јана има неверојатен талент да црта, а Филип пак сака да слика. Нивните 40 дела денеска беа представени пред штипската публика. Ова изложба е еден екилибар, де факто. Од десната страна кај цртежите на Јана гледате колку е супериорен цртежот, а од оваа страна кај Филип гледате колку тој ја совладува бојата и абстрактноста, ако сакате. Нели? Така што предпоставувам дека има и други деца кои имаат овие способности. Талентот на Филип кон сликањето е откриен пред 4 години. Среќен е што неговите дела можеше да ги презентира пред своите врсници во Штип. На сликите се гледаат пейзажи, но и неговите емоции низ боите на платното. Ќе сликам и понатаму без разлика што да ме речат. Во однос на уметноста Филип е самоук. Тоа беше еден многу убав момент кога ние приметивме дека, забележавме дека од четка и од едно платно и малку бои може да настане, да се случи нешто многу убаво. Во однос на секојдневието, јас ќе кажам дека аутизмот е битка која што никогаш не завршува. Тоа е една војна во која што сме изгубиле многу битки, сме добиле неколку, еден чекор напред, два чекори назад. Поддршката се уште ни е потребна, иако оне дете во високофункционален аутизам, поддршката особено е потребна во надминување на сензорните потешкоти со кои што тој секојдневно се соочува, во надминување на проблемите во однос на социјалната интеракција што ги има со околината. Сдруженијето во Мојот свет го реализира проектот Огледало на мојот свет, која афирмира креативноста и уметничкиот израз на децата со аутистичен спектар на нарушувања. На овој начин се трудиме и да се разбуди јавната свест колку овие дечиња треба да бидат прифатени во нашето општество, во општественото живење, бидејќи секој дете заслужува да го покаже она што го има. Особено кога зборуваме за уметноста, морам да кажам дека сериозно станува збор за многу талентирани деца. Делата на Јана и Филип отвараат тивки, но силни прашања за различноста, чувствителноста и правото секое дете да биде видено и признаено.